Инфлацијата во САД се зголеми за 3% во јануари, но неколку поддржувачи на председателот Доналд Трамп во Калифорнија се уверени дека неговата администрација на крајот ќе ја стави под контрола. Има причина што некои цени се зголемени, а многу од цените можеби никогаш нема да се вратат, но тие нема да продолжат да растат откако ќе ја поправиме економијата. Само што платив 20 центи повеќе за бензин, но тоа не ми е важно, бидејќи во иднина знам дека моите деца ќе имаат корист на некој начин и нашата економија ќе заживее. Мајкл Бернацки ја минимизира загриженоста на неколку економисти дека плановите на председателот Трамп да воведе царини на други земји би можеле да резултираат со повеќе зголемување на цените. Мислам дека тарифите се неопходни, да ги направиме работите фер кога станува збор за нас да купуваме работи од други земји и други земји да купуваат работи од нас. Еунг Ли, кој поседува автосалон во Фолс Чърч, Вирџинија, гласаше за демократ на претседателските избори. Тој веќе забележува намалување на клиентите кои се двоума да потрошат пари за поправки на автомобили. Доколку се наметнат тарифи за резервните делови, тој вели дека ќе треба да префрли дел од дополнителните трошоци на муштериите. Не купувам делови директно од Канада или Мексико или Кина, но имаме посредник. Кога повеќе ме чини нешто или повеќе пари, тогаш треба да ја зголемиме цената. Во спротивно не можам да го водам бизнисот. Собственикот на ресторан во Вашингтон, Даглас Крокер, гласаше за демократ исто така на претседателските избори. Тој прави деловни корекции во време на зголемена инфлација. Се занимаваме со голем број различни купувачи на големо и сега мораме да бидеме сигурни и одговорни за нашите купувања. Константин Ставропулос поседува ресторан во главниот град на САД. Тарифите за состојки, како што се мексиканското авокадо, би можеле да го принудат да ги зголеми цените на одредени јадења. Иако тој не гласаше за Трамп, сепак е оптимист дека некои политики што ги предложи председателот ќе придвижат економијата во вистинска насока. Мојата единствена надеж е дека тој ќе ги реализира најавите за олеснување на оданочувањата за вработените. Тоа би било голем бум и би ни помогнало во ресторанската индустрија. Тој исто така би сакал администрацијата на Трамп да ги намали трошоците за енергија, што Ставропулос забележува дека влијае на испораките на производите со камиони.